Мирно помина изминатата ноќ од првиот полициски час во оваа година кој беше воведен поради големиот број на новозаразени со COVID-19 во изминатиот период. Од полициската станица Кочани информираат дека во текот на изминатата ноќ од 22 до 5 часот наутро се вршеле редовни контроли на територијата на општина Кочани од страна на полициски службеници и констатирале дека граѓаните дисциплинирано го почитувале полицискиот час. Денеска екипа на телевизија Кочани направи анкета за тоа колку граѓаните го оправдуваат полицискиот час и дали се почитува. Многу нормално и многу јасно е дека се зголемуваат броевите и на заразените и за починатите од наша негрижа, од тоа што не го почитуваме, тоа што наредува кризниот штаб за случаевите со болеста COVID-19. Јас се надевам, али под услов тај истиот полициски час да биде почитуван од сите, како што е пропишано. Не ги почитувам, а тие газдите не ги почитуват и министрите. Оти јас сега кој што гледам низ тоа што шетат, слабо некој да почитува тоа. Вечериња тие шетат, ние не шетаме. По мене, ја почитувам тоа и почитувам се неоправдан. Затоа што раздвиженост е преко дента. Ноќе никој не се движи. Да, ја го почитувам. Па сега чим така одлучува министеро, комисијата, исправно е сигурно, потребно е. Па мислам дека е добро. И така младите не почитуваат и ќе мора да се носи. Бројот на новозаразени со COVID-19 во Кочани се зголемува. За 5 дена регистрирани 42 новозаразени и 19 оздравени пациенти. Бројот на активни случаи изнесува 114. Со зголемувањето на бројот на новозаболени ќе се зголемат и контролите за носење на заштитна маска. До денеска биле казнувани по 10 граѓани дневно кои биле затекнати без заштитна маска, информираат од полициската станица Кочани, а има регистрирано 180 лица кои што се во самоизолација. Во општа болница Кочани во моментот има хоспитализирани 9 пациенти, сите на кислородна подршка, а секојдневно се прават во просек по 20 тестирања, од кои 10 излегуваат позитивни. Модуларната ковид болница е при крај, односно се опремува со потребниот инвентар и наскоро се очекува да биде ставена во функција.